Директорот на Центарот за управување со кризи, Стојанче Ангелов. Добро вечер, господин Ангелов. Овој велики петок е најтажниот ден во историјата на независна Македонија заради 32 дена веќе по најголемата трагедија во Кочани, во која досега се починати 62 лица. Најтажен ден и во христијанството, срам петок, но она што се случи пред еден месец во Македонија е нешто невидено на нашите простори. Ние сме минувале низ војни, сме били угнетувани, македонците били убивани од разни непријатели, но на една забава, на еден таков музички настап, каде што млади луѓе, од кои што добар дел млади луѓе, на прагот на полнолетството, загина или настрада, тешко се повредени, навистина една ужасна трагедија, која што е незапаметена, големо сочувство, најдлабоко, најискрено сочувство до семејствата на починатите, затоа што болката која што чувствуват никогаш нема да исчезне, празнината која што останува после смртта на нивните чеда никој пат нема да биде пополнета. Тоа можам да го видам и со семејствата на загинатите од 2001 година. Тие и ден денес, кога одиме на помени, страдаат по нивните чеда како сега да ги загубиле, така што нема доволни зборови на утеха. Се надевам дека повредените побрзо ќе закрепнат со што помали последици. На ваков ден им е најтешко веројатно. Сега за оно за што сте овде поканети, на приметив на социјалните мрежи се подбиваат со вас дека проверувате отворени шахти, проверувате климатизери кои се клатат на зградите, но освен овие активности ве нема во последно време. Каква беше улогата на Центарот за управување со кризи во Кочанската трагедија? Само една упадица, доколку шахтата беше благовремено затворена од надлежните институции, јас немаше да добивам видеоизјава. За жал, моето појавување на лице место го користам како последна мерка да ги принудам институциите кои што се инертни, да ја отстранат опасноста врз граѓаните. И успешно е, морам да приметам. Колку тоа некому да му изгледа како шега, иако морам да кажам дека злонамерниците се многу малку, сепак сметам дека спасив човечки живот или можеби спасив некој дете да не добие тешка повреда, затоа што дека вие се шетате на најпрометниот тротоар во Скопје, после спроти Скопјанка од железничка кон оно малото острвче со фонтани, замислени или слушајќи музика или некој возејќи велосипед или тротинет, да паднете со предното тркало или со една нога да влезете во таа шахта, ќе дојде до тешки скршеници, но сепак во однос на вашето прашање за ужасот во Кочани, јас бев известен наброгу после појавата на пожарот од дежурниот раководител на бројот 112, каде што го добивме и еден од првите повици со кои што известија за почетокот на трагедијата. Веднаш го пробудив градоначалникот на Кочани, успеав од прва да го добијам и го замолив да се веднаш дотиде во самата дискотека и јас наброгу потоа тргнав, возејќи се кон Кочани, дававме инструкции на вработените во 112 секторот за операции и координација да ги известат сите соседни екипи за итна медицинска помош, почнувајќи од најблиските Виница, Делчево, Берово, Каменица, Пехчево, Штип, понатаму побарав и Радовиш, Струмица, потоа проширивме кон Велес, Скопје, Куманово, затоа што како што се приближував кон Кочани, сваќавме дека се работи за голема трагедија во која што има многу настрадани, загинати и повредени. Воедно нашите служби бараа помош од противпожарните единици, иако генерално пожарот успеа да го изгасне Кочанската противпожарна единица со помош на доброволното противпожарно друштво од Кочани, кое што исто така има голема улога во извлекувањето на повредените, но и на телата на починатите. Сега, актуелниот и поранешните директори на Дирекцијата за заштита и спасување се меѓу осомничените. Бидејќи оваа институција воопшто не проверувала дали каква противпожарна опрема и заштита има не само во дискотеката Пулс, туку и во други локали, според она што го дознаваме од обвинителството. Отаму, вие имате улога всушност на координатор, нели, со една ваква за управување со кризи, со една ваква институција. Знаете ли дека една ваква институција со која морате тесто да соработувате, не си ја врши работата предвидена според закон? Јас и ке вас во моите интервју, во вашите вести и во други мои настапи, неколку години наназад упатувам на тоа дека системот за управување со кризи има слабости,
кај граѓаните постои една погрешна перцепција бидејќи ги мешаат институциите ЦУК и ДЗС, односно Центарот за управување со кризи и Дирекцијата за заштита и спасување. Наједноставно кажано, Центарот за управување со кризи во случај на прогласена кризна состојба ги координира сите државни, би додал и приватни ресурси доколку тоа е неопходно. Како на пример во 21 година кога се разгледуваше варијантата приватните болници да бидат ставени во служба на државата. Во такој случај, врз основ на Законот за управување со кризи, тие може да бидат во наводници привремено национализирани и државата да управува со нив сето тоа преку Центарот за управување со кризи. Кога нема прогласена кризна состојба, како што впрочем е најголем дел од годината, тогаш нашата улога повеќе би рекол е како англиска кралица, односно кај нас се пресретнуваат информациите. И ако никој не отиде да поправи отворената шахта или другата опасност, па накривената клима уред, тогаш ние немаме механизам како да ги принудиме институциите, морам јас лично да се појавам благодарение на мојата јавна добро, бидејќи вие сте првата брана или првата информација, граѓаните кои што се обраќаат, нели, за да пријават одредени проблеми, како, дали во ЦУК досега сте имале пријави за незаконско работење, како тоа што беше на дискотеката Пулс или други објекти, каде граѓаните утврдиле инфраструктурна, безбедносна или која било друга опасност по посетителите? Не, бидејќи тоа воопшто не спаѓа во нашата надлежност. Дури и овој проект, кој што е неформален, пријави опасност, го воведов пред 3 години, буквално овој месец април. Токму затоа е прешло. Затоа што многу од граѓаните се јавуваат на бројот 112 или пишуваат мејлови во ЦУК или многу често и на социјалните мрежи ме бележат мене, бараат помош. Ние како институција кај која што се вкрстуваат информациите, бараме од надлежните институции да останат пред се опасност која што непосредно го загрозува животот, здравјето, па и имотот на граѓаните. Вакви случаи како што е дискотеката, угостителски клубови, ние едноставно немаме информации, ниту механизам, нити право да извршиме проверка. Си има надлежни институции кои што во случајот затајле, но јас би рекол... Доколку некој се јави и ви каже во таа дискотека, клуб, нема противпожарни апарати, нема хидрантска мрежа, нема ништо, може кај вас да се јави, да каже? Видете, бројот 112 е емердженси, број за итни случаи. Значи, ако некому буквално му гори под нозе, ако некој има медицински случаи, пример, некој е повреден или некој од неговото семејство доживал срцев удар, наишол на сообраќајка, пред се таа е намената на бројот, но јас во моите интервју имам укажано дека до операторите имам дадено насока да дават информации на граѓаните секогаш кога тоа го можат и конкретниот одговор на вашето прашање доколку ние добиеме некаква ваква поплака, ние ќе ја пренесеме понатаму, но ние немаме механизам да провериме дали некој постапил по неа. Во конкретните случаи како што се овие отворените шахти за кои што дел од злонамерници неколку пробаат да ми смејуват, јас со моето јавно појавување всушност го вршам оно што нам законот не ни го дава, а тоа е да ние имаме ефективна контрола. Па токму така, да можам да се пофалам дека после секој моје јавно појавување бргу се отстранува од опасностите. Добро, дали сега ќе земам Кочанската трагедија како лајтмотив на сите прашања практично, се сменили нешто, преземате ли некакви чекори за утврдување на слични ризици? Ја известувате ли владата, надлежните министерства за проблеми од слични калибри кои што може да настанат, а кои што доаѓа до вашите уши, очи, телефони? Јас генерално Кочанската трагедија би ја поделил во два дела. Едниот е до моментот на појавување на пожар и вториот е реакција на институциите потоа. До моментот на појава на пожар има затајување на многу институции, многу луѓе се под истрага, во притвор, во куќен притвор, некои и се одземени патните исправи, но реакцијата на државата, односно на институциите, како што идната медицинска помош, противпожарните единици, болниците, би рекол и самиот премиер, кој што веднаш потоа дојде во Кочани, министерот за внатрешни работи, кој што дојде во Кочани, медицинскиот третман кој што е пружен на повредените, значи сите тешки случаи и не толку тешки случаи се однесени во странство. Го активиравме механизмот на Европската унија за заштита и спасување, така што сметам дека по несреќата направено е максимум од страна на државата, но од оно што можеме да го видиме и јавно и од оно што го знам и да речем од моите контакти со надлежните институции, односно раководители, се работи на сериозни
не би рекол реформи, бидејќи и претходно институциите биле должни да постапуваат, но сега сите имат многу посериозен пристап кон своите работни обврски, бидејќи едноставно некои од раководителите не постапувале доволно сериозно, но има и многу други мотиви за кои што ќе се дознае понатаму со истрагата. Дали оваа трагедија ќе ги забрза законските измени со кои ќе се овозможи спојување на Центарот за управување со кризи со Дирекцијата за заштита и спасување во едно тело, кое што за да нема поделба и кој чија одговорност и да има поголема ефикасност од едно управувачко место. До каде овој процес? Ако зборуваме од аспект на закони, формално правно и сегашните закони не се лоши. Проблемот е што тие не се прилагодени на суровата реалност, а вака од прилика е во повеќето области. Но јас и порано и сега најавувам, но истото го најави и председателот на владата Мицкоски, министерот за внатрешни работи, вице-премиерот Димовски, дека се работи на, вие рековте, спојување, јас би додал на формирање на нова институција, која што ќе ги обедини функциите на двете постоечки. Разликата кај новата институција помеѓу двете постоечки е тоа што таа би имала координација и команда, бидејќи во овој момент ние како ЦУК координираме, но ние не командуваме. Тоа Како би се викала таа институција? Па, подоцна за тоа ќе зборуваме, веќе има неколку, во суштина ќе ги обединува, еве вака во наводници, како што е сега Центар за управување со кризи, би додале и заштита и спасување, иако Search and Rescue е вообичаено прифатен поим во европските држави или во НАТО земјите, потрага и спасување, но како и да е, во овој момент имаме околу 19 закони во кои што треба да се интервенира и тоа е еден долг процес и тоа е невозможно. Од тие причини е формирана работна група во владата која што предводи вице-премиерот Љупчо Димовски, бидејќи има многу, би рекол, канцелариска работа, каде што треба овие закони да бидат променети. Јас очекувам после локалните избори овој процес да биде заокружен. Кога после локалните избори е прашање, затоа што потребни се неколку месеци. Да подсетам дека за еден месец ќе започнат пожарите, потоа собранието е на одмор, не фаќат локалните избори до ова лето. Добро, вие нема да ги пишувате законите, но не, овој пат, Валентин, морам да кажам дека законите треба да бидат прилагодени на суровата македонска реалност. И најубаво напишаниот закон може да не функционира во реалност. Ако сега институциите ги почитувале законите, оваа трагедија немаше да се случи. Добро, прашањето што само се наметнува е како можеше една мала река, како што е Маркова река, да предизвика таква поплава во 3 општини, па и штети по домовите на жителите, и покрај вашите апели за чисти речни корита, изгледа дека тие немаат ефект. Каква е состојбата со речните корита и со каналите? Па дел од луѓето си направиле дворови или куќички или помошни објекти во коритото на реката, што не е дозволиво. Од друга страна, самото корито понекогаш пат се користи за фрлање на шут, отпад, разни предмети кои што не треба да бидат таму најдени, и локалната самоуправа која што треба да го одржува чисто и проточно, да кажам, речното корито. Постојано за, бидејќи секоја пролет ни се случува истото. Секоја пролет сите знаеме дека кога се топи сезона снегот, на дождови доаѓа сега исто. Сега имавме една специфика, имавме истовремено и топење на снег и силни дождови кои што придонесоа до зголемување на нивото на водите. Но и овде пак ќе кажам, улогата е на Дирекцијата за заштита и спасување, која што треба да има механизација во случаи на вакви поголеми поплави, кога локалната самоуправа самата не може тоа да го направи, да притекне во помош, да условно кажано на локалната самоуправа. Од овие причини и фокусот како влада е ставен и врз Дирекцијата за заштита и спасување, која што сега се наоѓа во една непријатна состојба, затоа што актуелниот директор е во куќен притвор и таа е обезглавена, така што и нашиот фокус е и нова дирекција која што има исклучително значајна улога, бидејќи тоа не го спомнавме, таму се наоѓаат и 3 противпожарни авиони, но и значителни ресурси кои што и те како се корисни во случаи на пожари. Да. Имавте снимки со оштетени мостови. Тој на Пчиња, Визбегово се. Сите овие ваши апели придонесоа ли барем еден да се санира или да се пројави интерес да се санира? Кај мостовите состојбата е комплицирана, бидејќи бараат поголеми зафати. Отидете на мостот Току во центарот на Скопје, ќе видите дека стаклата се испукани
иако таму тврда дека се безбедни, ние немаме причина да не ја веруваме, но чувството да одите по пукнато стакло, колку тоа да е дебело и цврсто, сепак е непријатно. Јас не би му дозволил на моето дете, ниту пак јас би поминал по такво стакло. Како најбенигден пример, се до мостот на, мислам дека беше на Пчиња, каде што имаме паднат столб и искривен столб, каде што со стручно мислење утврдено дека мостот не е стабилен, но за жал тој се користи. Бидејќи е сериозен зафат изградба на нов мост. Од друга страна, јас постојано предупредувам, ние не треба да чекаме некој да загине или да биде повреден за да се преземат мерки, но конкретно кај мостовите и покрај нашите апели реализацијата е слаба. Би информирал јавност, ексклузивно ова го немам јавно кажано, ѕидот кој што падна кај државна болница, за кој што јас предупредив година и нешто предходно, кој што можеше да убие луѓе, за среќа во тој момент немало никој под него, од страна на владата е донесена одлука да се обезбедат средства од буџетот, истиот да се санира и тоа да се санира вклучително и улицата над ѕидот, бидејќи овде имавме една специфична ситуација каде што имаме измешани надлежности на општина Центар, градот Скопје, но и Министерството за здравство. Кога ќе се санира? Па во тек е процедурата, верувам дека ќе биде набргу и се надевам дека дотогаш некој нема да загине. Имам уште две прашања, краток одговор би ве замолил. Едното е, ќе имаме ли годинава конечно ова лето и противпожарни авиони, ертрактори и пилоти? Состојбата е специфична, но јас сум оптимист. Владата работи низ наоѓање на решение. Дирекцијата обезглавена, како што веќе кажав, но владата работи на наоѓање на решение. Јас сум убеден дека ова лето ќе ги имаме на располагање 3 трактори заедно со 3 пилоти. Как, за крај политичко прашање, неизбежно во сегашната констелација на односи и предстојните локални избори, како ќе настапи достоинство на локалните избори и има ли опасност по владата по последните турбуленции во коалицијата Вреди? Ние сме мала партија, релевантен е нашиот однос кон локалните избори, нашата намера да останеме во коалиција со ВМРО ДПМН, додека потегот на Таравари беше очекуван и беше најавуван, но од моето политичко искуство, кое што веќе се протега низ повеќе изборни циклуси, бројот на освоени гласови на советнички листи не е реален одраз на силата на една политичка партија. Мислам дека тоа се листите на парламентарни избори, бидејќи и ние како достоинство, ако направиме листи, верувате дека ќе освоиме значителен број на гласови. На локални избори кои што не би можеле да ги освоиме на парламентарни избори, но верувам дека има Таравари одредена математика, позади тоа можеби да се избори за подобра позиција, нешто што политички е легитимно. Стојан Чангелов, директор на Центарот за управување со кризи, гостин во тема на денот. Ви благодарам за учеството. Благодарам за можност.